Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно утро, уште една интересна емисија на нашата добро позната фреквенција. Ивица, ово утро имаме гости на твојата општина. Да. Тони Јаревски, пратеникот во Националното собрание. Не е национално наше. Македонското собрание. Републичко беше до 1991, сега е национално. А и тогаш беше национално. Собрание на Република Македонија. Во ред. Тони Јаревски, Тони во Карпош долго време Тони беше синоним за ВМРО ДПМН. Се уште е председател. Се уште е, така е, точно. Не се дава. Да. Меѓутоа сега го гледаме во роља на пратеник. Веќе година дена и повеќе малце, така? После локалните избори со победата на одличниот Тимчо Муцунски во аеродром, практично се ослободи местото да ја бев следниот на листата кај што Јаревски, вие доаѓате од Карпош, општина со своји предизвици, но и општина во која што така важи дека многу е така не многу, но има своја база, да речеме, политичката партија Левица. Вчера беа предизвика огромни реакции во јавноста Левица, затоа што отидоа на гробот на Енвер Хоџа. Мене не ми се верува до каде стигна работи. Јас не би ги коментирал нивните одлуки или решенија или активности што би ги направиле, но би скоментирал такви моменти во кои што би се рефлектирало на другите состојби, дали во општината, во градот или пак во државата. И сметам дека во 21. век, во услови кога сериозно грабиме пред се да си ја спасиме држава, поратаво да ги помрнеме процесите напред, каде што го фативе теркот со западните вредности, каде што се движиме, нели, толку споменуваните евроинтеграции, да се покажува таква една идеолошка порака за личност која што е докажана и меѓу самите албанци како негативна, која што уште не може да заборават или се труда да заборават за последиците од неговото владење, но најверојатно они си знаат, или пак едноставно си имаат ситуација за уште една објава само на Фејсбукот. Они се познати по тоа, после свадба тапали да се направи така, имаме ситуации сега во парламентот со актуелниот закон за работни односи, но ќе го продискутираме тоа понатаму. Во секој случај, она што мене ме интересира, мене што ме засега и сите нас што треба да не засега е улогата што имаат на функционирање во процесите и при самите одлуки. И не можеме ноншалантно се однесуваме, бидејќи ако веќе некој има носител на определена функција, избрана јавна и така натаму, се има соодветна тежина. И такви пораки со посетата на Енвер Хоџа е лоша, подеднакво многу како што е ноншалантно однесување или пак несериозно и неодговорно однесување на председател на Совет што го имаат во Карпош. Јас себе кој кажам Јаревски, јас сум своевремено напишав дека нема поголем израз на демократијата од тоа да се забрани оваа политичка партија. Еве сега со овие тенденции нивни ми одат во прилог на мојата теза, затоа што партија која промовира крвник кој убил стотици илјади луѓе, значи с кој го тормозил својот народ, го затворил во кафе својот народ, кој е суспендирал демократијата. Тоа беше држава што беше позната како затворена. Ти сега ти таков некој да славиш, некој кој неговите не го слават, навистина говори за еден ментален склоп на тоталитаризам кој можеби треба да размисли политичкиот систем како да одговори на ова. Не, јас сум против забрана на Левица. Левица е дел од опозицијскиот блок кој што може би ти да отидеш со Енвер Хоџа. А во однос на тоа, ако бидеш доследен, тогаш прво требаше да бараш, а не бараш забрана за ДУИ. Затоа што за листата на Енвер Хоџа беше во Македонија и го прикажа Али Ахмети како весело пее песна во прослава на Енвер Хоџа со нејзе. Така што тогаш не бараше забрана, не збореше за тоталитаризам, биди доследен малку. Не, јас сум доследен. Така, што не бараш забрана за А доколку гледам што е следно, побара до Карпош бункери да ставиме. А доколку сме доследни, еве, ние сме доследни секој ден. Го критикуваме ова Артан Груби што го прават со Бехтел и така натаму, но треба да бидеме тогаш Ивица доследни и да кажеме дека Левица почна сериозно да работи со урбаната мафија во Карпош. Загрижувачка е тенденцијата во однесувањето на Левица во Карпош
не очекувавме таква работа. Морам да укажам дека имавме серија на разговори, дури би рекол дека имавме многу коректна соработка. Принципиелна на повеќе теми. Одеднаш тоа беше напуштено од една страна. Да? Значи, практично, они погазија се што беше не договорено, како нивна заложа, преходно укажано. Еве ќе земам два примери, например. Последно беше актуелно со една одлука од која што наистина бевме згрозени, кај што избегна од дискусија и отидува во директна поддршка на еден ДУП, тој е за дел од злокуќени сега што беше изгласан, со нивна поддршка директно, и СДС, каде што е буквално се промовира како концесионери на градичната мафија. И не случајно го велиме тоа, имавме ние и реакција, координатора на советничката група. Каде е тоа само објаснени вака зашо затоа што ти го имаш Карпош во прсти, да, знаеш. апсолутно. Зато Тоа е во визуелно да можеме. Делот го фаќа од Влае преку Тинексо сега што е таму исто така во кој што беше спорен објект до населеното место Бардоси. Фаќа добар, значи цело тој дел лево на Злокуќани до населеното место. Те ще живеат тука ромите, но има и Ги фаќа Канал 5 телевизија таму. Не го фаќа дел кај Тоа е другата страна, да. Ова е другата страна. Не се, што беше толку специфично, знаете, 82% неколку пати се повторуваше, додека јас бев координатор на советничката група преходно во Карпош и со преходниот градоначалник имавме жолче дискусија на таа тема. 82% од анкетираните граѓани во Карпош потврдија дека, односно верува, уверени беа дека подај секој ДУП стои криминал. Тоа веќе не е мислење, тоа е плебисцит. Тука нема веќе ВМРО, СДС, левици и така натаму. Значи тоа е уверување на граѓаните од едното искуство. Зошто е тоа така? Бидејќи со секој ДУП нивниот квалитет на живот се намалуваше на сметка на згусната урбанизација, на сметка на нечие богатење. Или богатење, вие бевте малку подиректен. Значи не добивавме нови содржини. Да, имавме ние развој. Точно е било нешто направено, но да се соодветно распределја парите од комунали, ние ќе имаме подземни сообраќајници, не знам, доволно паркинг места и така натаму, не се случи тоа, значи се губеше просторот за хумана урбанизација, се губеше квалитетот на живот на граѓаните, а добиваме ефекти на бетонизација. Нормално е дека ќе се побунат и дека на тие процеси ќе сакат да застанат и нормално е да мислат дека позај секој друг стои 80%, односно 80% од нив сметат дека е криминал. Се разбира дека не можеме да застанеме на истото. И затоа ние го промовиравме концептот на хумана урбанизација, тоа се наши заложби уште пред изборите, цврсто стоиме на нив и така понатаму ќе останеме принципиелни и конзистентни во таа насока. Што би тоа требало да значи? Значи развојот на општината или на архитектурата или на урбанизацијата, како што велите вие, не сме да биде по цена и на штета на животна средина, но во исто време и животна средина не сме да биде по цена и на штета на урбанизацијата. Значи треба да имаме квалитетни услови за живот, соодветно урбанистичко планирање. И како Апасиев од тие ригорозно тој говореше против урбанизацијата и сега го гласува и ДУП таму што згради ќе се прават. Сега ќе кажеме зашто е толку спорен тој ДУП, бидејќи овој концепт што го велиме и овие заложби, и они ги има истите заложби. Морам да нагласам дека имаме и континуирана разбирање и поддршка и од независните, односно од зелените, како што ги велат. Нашата заложба беше првото, ќе направиме комплетна ревизија на сите постоечки ДУПови. Да видиме и согледаме моментите, жариштата, за кои што имаме сериозно несогласување од граѓаните. Каде ќе имате замерки? На постоечките. Да се барат начини како да се надминат и истите да се имплементираат, понатаму ако имаме време можеме и тоа да го напоменеме. Втората работа, понатаму нашето беше развојот на општината треба се темели од другата страна на Вардар, токму кај што беше овој ДУП сега спорниот. Каде што треба да се земат сите параметри, карактеристики, но ова што го кажавме на... Тука морам да те прекинам, значи останува на заложбата на ВМРО ДПМН од изборите дека од оваа страна на Вардар кај што се сега Карпош 1, 2, 3 и 4 нема да има веќе висококатници. Ниту еден ДУП со ниту една нова зграда, токму поради ова. Бидејќи ние пред треба да направиме една детална анализа
да се направат ревизиите, да се огледаат грешките, да се видат можни решенија како тоа да се подобри, но во тој период, од друга страна имаме простор на навистина за една убава хумана урбанизација и за убав развој. Како што бил планот уште од комунизмот, Така, да, апсолутно. И тоа да се има еден логичен след на на планирање. Не случајно ги ветивме 600 паркинг места, места, биејќи една од последиците на претераната урбанизација или бетонизација. И што ги прават сега? Сега, зошто е толку спорен овој дуб за нас? Ќе речете, вие се залагавте за таа страна да има дуб, односно се развиваме. Да има згради таму, да, така, против дупот. Има згради. Има серија на десеткатници и по која цена се направени тие. Таму има згради, има деловни објекти, кои што исто така дел од нив можеме да ги толкуваме или не. Има и стотина домаќинства што воопшто не се офатени со дупота, што постат жителите таму, што беа заборавени, староседелците беа заборавени на сметка на овие другите. Што нема таму? Нема училиште, нема градинка, нема спортско игралиште, нема велосипедски патики, нема работи. И што ти станови правиш, што не им правиш градин. Како во аеродром што се направи на времето. Значи, Па до ден денес не може да се среди таа ситуација ради тие глупости на Коневски во аеродром. значи, ние ќе имаме уцртано зградички. Колку зградички има таму? 9 згради се. Значи 9 зградички, а Пасиев си гласаше за нив у комбинација, па сигурно лапнал некој Ама станец. пазете. Вака кој ќе види математика. И ке зградите. Особено што доаѓаме од политичар, од човек кој претходно зборуваше против бетонизација се, а сега гласа за тие зградички, значи он си има. Значи, ние во однос на бетонизацијата и за развојот, кај нив наоѓавме соговорник. Ние рачунавме дека они ќе не поддржат во нашите заложби и ете, може да наеднаш го поддржуваат. И од еднаш ка се прави ова. Пазар. И сега прашање. Не може да е друго. Не може да е друго. Не може да е друго. Станува збор за концесија. Зато и рековме, ова е своеволно самите се направија како концесионери на градежната мафија. А се појавува иста фирма. Една иста фирма се појавува. Ние ги кажавме, ги објавивме, ако сакате после повтори ќе правиме. Истата фирма што беше спорна со зградата во Влае, дупот што се побудија граѓаните исто, кој што ги разбира. Само еден човек гради цело време. Истата фирма и фирма ќерка, оствари фирма брат во овој случај, што беше инволвирана во криминалот со Канцер паркот во Карпов 4, едно страшно злосторство против животна средина и тежок криминал од повеќе милиони евра. За тоа отвори обвинителство, значи протестиравме, се заложувавме, притиснавме тамо максимално што можевме, и конечно имаме обвинителен акт. Се надевам дека ќе биде до крај истерана процедурата и дека сите што се огрешиле во тој дел ќе одговарат, вклучително и оние. Како в Канцер парк е тој? Таму имаме ситуација, тоа е во втората заштитна зона на бунарското подрачје на Нерези Лепенец. Практично им беше дозволено да вршат ископ на минерални суровини. Лјупчо Вардар како што тече од мост Обединети нации прави еден свиок. Добро. Тој дел нели си забележал дека таму нема згради, нема ништо, затоа што таму меѓу друго да се наоѓаат бунари, кои што дополнуваат водата во Скопје. Таму им текне на СДСМ, кога има градоначалник, да ставаат азбест. О мај гад. Значи, не е само тоа. Отпад. Не е само тоа. Значи, тоа што спомна Ивица е првата заштита зона, после не се втората заштита зона. Се има правилник, детално е дефинирана што смее, што не смее. Малте не смее пиле да прелета, бејќи се загрозува животот и безбедноста на граѓаните. Се пиеме вода таму. Сега таму, им се погоди кај нив, се ископаа во длабочина од 12 метра. Имаше дупки до 12 метра, до ниво на подземни води. Снимките што ги промовиравме тогаш во јавноста, се гледа подземните води како искачаат. Целиот песок чакал што беше исчезна во непознат правец. Тоа е типична минерална суровина. И тие дупки беа пополнети со секаков тип на градеж, со што све не. Во самиот локдаун кога стоеше, кога беше затворено Скопје, имаше дерови до 112 камиона кога беа ги броевме, ги снимавме. 112 камиона кои што студија се истешто таму. Вклучително и азбестни крови кои што се исклучително канцерогени. Ја ви тврдам дека таму има и други материјали кои што се радиоактивни. И на таа фирма, таква, со такви дејанија која го загрозува здравјето на сите скопјани, каде што има обвинителен акт, а Пасиев и гласаше зградички. Заедно со СДСМ и ГРОМ.
Но ова е очевиден, СДСМ знаеме дека ги има концесиите. Знаеме. Наназад серија на скандали имаше со градинашта мафија. Неќам да спомнувам законските измени што сака да ги протат преходно. Да не спомнуваме и оној катастрофален правилник што е на Министерството. Значи за тројачи на... Пазете што направија со правилникот. Си го надополнија и вели вака. Градежната мафија си има стекнати права со тој правилник и со тој член. И вели вака. Доколку ние на господинот Златев му цртаме маркица која што не е соодветна, не знам, од зграда од 9 ката, доколку се прави нов дуб, зградата со маркичката може да биде 20 ката, ама не може да биде 3 ката. Значи он, видете, они Не разбирате? го споделуваат Енвер Ходжа, оние ве сега гласат за труење на нивниот народ, за фирма која го труе овој народ. Енвер Ходжа има не е толку негативен кој што го цртате, ама ајде. Добро, идеолошки сум секогаш. Идеолошки, да. Не, и јас сум идеолошки за левица тамо, значи да ова е крвни класичен, значи ова е Баш така. надвор И од човекот кој што ги стандард. признал етничките права на македонците Абе, во какви Албанија. етнички права Да, на да, македонците, нема збор сите тука. тамо пателе. Настава на македонски, Цела држава ја тој ја забрана направил, да така нема, што не. да. Значи, практично со еден чекор си ги погазија сите своји зборови, сите своји принципи, сите своји заложби. Буквално се разоткрија и се промовира. Дали мислите дека, еве, што мислите, кој ги купи нив во ова? Дали ги купија од СДСМ, дали ги купија директно инвеститорите или можеби градоначалникот во Карпош? Значи, не би сакал да коментирам, но сега открив уште еден случај. Добро. Сега скоро, кој што го истражуваме, имавме уште една одлука за која што имавме директни несогласувања. Тоа беше со една одлука за продажба на земјиште. Беше, нели, тие беа секогаш за јавниот, вакво, за јавниот интерес, не гласа статути на приватни градинки и така натаму, ништо не било. Овдека се реши да подржат одлука за отуѓување на Да? земјиште. Каде? Да. Тоа се наоѓа во районот на Касарна и Илинден. Исто е таа страна. И исто сметаме ние дека тоа е дел кој што треба се развива Карпош во А, чекај. иднина, но исто така во тој дел Касарната е на Карпош, ова така? Така е. Во тој дел е аквадуктот. Аквадуктот, Да. кој што е заштитено културно наследство. За кој што аквадукт има одлука од влада, каде што се наведени точно до една парцела кој што се опфаќаат во заштитеното подрачје. Еве ја вака премиерно во емисијава, да ги охрабрам, нека ги проверат парцелите што се во одлуката на донесени на влада за заштитеното подрачје и парцелите кои што Левица заедно со СДСМ ги гласаше да биде во постапка за продажба на дадени за продажби и отуѓување на државното земјиште. Па да видиме дали има софаѓање или не. Еве. таму ги се згради? охрабриме, а јас И таму се згради? Таму се све згради. Таму планираат, таму е сега еден голем центар се направи. Каде И има а, неколку парцели. Тоа е на оваа Лјубљанска или како некоја. Не. Тоа е Словенечка. покрај Словенечка. Значи, А, покрај. Практично од аквадуктот до булеварот во Чаер. Аха. Тоа е оптивот таму, неколку огромни парцели се и затоа и прашуваме, од тие огромни парцели што ги ставија они за отуѓување во постапката, нека си проверат дали имаме А софаѓање. чекај, тони не беше таму замислено на проектот на Џон Малковиќ едно друго? Уште не изумам, тоа беше на полево. А, полево е, добро. Значи, Друго, но уште значи е малку. сакате... Наверојатно не може да би Facebook и Google на границата па се протат. Да, Значи, сакат, овие, ова не личи ниту на левичарска партија, ниту на народна партија, ова личи сосем спротивно, ова личи на политичка опција која брутално е криминално е влезена во огромни бизниси и сега види на вистина очекуваме кај да почне да си ги покажуваат парите. Значи ја на вистина не би обраќал на нив внимание. Она што мене ми е важно е Карпош да личи на нешто. Апсолутно тоа е првото и второто да препознаат и граѓаните и јавноста дека ВМРО ДПМН имаат цврста заложба за хумана урбанизација, да ги имплементира работите кои што ќе значат подобар живот, поквалитетен живот и она што е најважно, можеби трето, но не помалку важно, дека секој што ќе се огрешил, ќе се одговара. Дека во оваа држава веќе вако беззаконие, вакви трули појави што сте веќе сведоци во нашето секојдневие мора да престанат и дека по освојувањето на власта овие институции ќе можат
слободно да функционираат и вработените администрација внатре се обработи планот. А чекайте да ве Значи да прашам се воведе ред. Не можеме вака веќе. Азманов вчера упати порака до советниците. Го гледаше тој Ивица? Не го гледа, бе, некој ми го крилиш. каже, некој прати порака, ма не сме го гледали. Азманов и вчера се прослави. Вчера он беше исто. Успеа Артан Груби дури да го засенат Азманов и Левица, нели, својен Верходжа. Азманов знаеш што кажа? Не. Азманов даде изјава дека советниците биле таму платени за да гласаат, а не за да не гласаат дупови. Така и ворете тоа. И дури се закани дека ќе им поднел кривични пријави за да затоа гласа. што не му ги гласале дупови. А што тоа се глупости се. Сега и јас исто така чекам таму гласање на ДУП, па еве чекам со години. Овако, ја чекам затоа што добро. Во таа изјава има Во животот све легално. Чекај бе, што ја тука ли е Урбана на мафија со дупови, што работа? Не ми, молим. Не ми ударе во маки животни, затоа што овакво како и мене и многу на други граѓани на Карпашеве не може да си ги реализираат своите нормални права за да може да стекнат домување, за разлика е од урбаната мафија која што гради понекогаш без да, они дозвола. се пуштат нарачка и тоа се спроведува. Јако. И тоа е дело со невистината во таа изјава. И советниците, и општината, и институциите не се таму да извршуваат нарачки, за жал. Од овие претходно што ги спомнавме за да сме левица да исполнуваат нарачки на представници на некои бизнис интереси или градежната мафија. Тие се таму да ги штитат интересите на граѓаните. Сега замислете да видите во кожа на советник кога на првата седница доаѓа презентација од еднаш кај става 30 дупа кои што фаќаат нови 100.000 жители во Карпаш. На 52.000 гласачи, колку што ги имаме сега, нови 100.000 жители. Толку се параметрите на она што беше презентирано пред нив. И кажете ми дали е тоа нормално? И од Карпаш сега нема паркинг у Карпаш, кај да паркираш, па кој ќе имаме решение и за тоа, кој ќе дојде време ќе го презентираме детално, но сакав да кажам дека пред се и над се не е јавниот интерес, интересот на граѓаните. Ова пред се и над се бранковизам ли беше? Да. Значи мора да ви забележиме. Се извинувам, Ние сме тука сериозни грамер полис за овие работи. Ова е бранковизам, ќе бе пријавиме во партија. Добро, види, кај тебе пак она си почнал да ми го збориш постојано на крајот на денот. А тоа е? Бицковизам е тоа. Авако, иначе на крајот на краиштата е македонскиот На терен. крајот од денот, at the end of the day. Тоа е, не постои во македонскиот јазик како фраза. Не постои. Јазикот е работа која еволуира. Да, ама не постои На крајот како од денот, фраза. Нели? Да. И на крајот од денот не е ништо лошо македонскиот јазик да еволуира во вака добар правец. Она што треба Тоа е, да помнеме и не постои таа фраза во македонскиот јазик. Ево сега постои. Не тоа би постои. Ја сакал само измисливме. да искористам моментов, ја не очекував дека ќе збориме толку за детално за условите во Карпаш. На граѓаните може да бидат уверени дека ВМРО ДПМН ќе остане на своите заложби, на своите принципи. Треба да бидат уверени и свесни се, овие вакви закани имавме ние од еден представник на правобранител преходно, ниту ќе допра до нас, ниту од нивните тајкуни, ниту од оние што се засегнати со нивните бизнес интереси, ниту пак ќе попуштиме, ниту пак ќе успеат да не предомислат во нашите заложби, принципи и програмски определби за кои што ставиш при нив. Тоа што го ветивме, тоа ќе го исполниме и ќе даваме све, ќе искористиме сите правни, легални норми во периодот пред нас. Има таму за дупот во Злокуќене уште еден голем скандал што го откривме сега, но ќе слеземе со презенови, ќе имате подетално да го видите. Ќе ги искористиме сите правни легални норми, чекори, инструменти, алатки, се што можеме да направиме тоа да попречиме со цел доколку дојде до промена на власта на наскоро, секој што се огрешил да се греши, но ќе издржиме и јавниот интерес ќе биде заштитен. Тоа ми е важно, тоа уверување да го имаат дека ВМРО ДПМН ќе стои цврсто на Може ли да влезем во темата на денот сега? Да, но предходно ќе одиме со еден блок на реклама. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со гостината од ово утро, пратеникот Тони Јаревски. Јаревски, ги коментиравме Левица предходно. Не во суштина, како приврзок на ЕЗС е проблемот таму. Да, знаеш, ако земале СДС, не знам, 2000 квадрати,
или 20.000 квадрати, ние им дале 2.000. Значи, али и 2.000, тие 2.000 овозможиле да го направат се ова. Во моментов актуелно е ова со Бехтел и ЕНК, се извинувам. Ние вчера го нарековме криминална деценијата, што се прави, каде што се менуваат закони во собранието за да му се овозможи на оваа компанија да прави што сака. Еден од законите е законот за работни односи. Не е само закон за доколку дозволите. Да обвинуваат вас дека вие премногу како ВМРО ДПМН сте конструктивни и наместо да ги блокирате овие закони, да потоа е левица тоа го тврди, наместо да ги блокира ВМРО законите, ВМРО оди со амандмани. Ова што пак за левица, значи тоа е после свадба тапане. Проблемот целиот е настан со подпишувањето на договорот. Сега се справуваме со последиците. А ќе видиме дали блокирањето или некој друг модел е најдобриот начин, пристап како да се обидеме оваа катастрофа да ја спречиме. Ја вчера објавив дека ова е власт на национални штетници. Не знам друг начин или каква фраза да ги опишам после ова што разгледување на државата што го прават на институциите и погазување врз достоинството на граѓаните. Зошто го велам ова? Ако се сеќавате, ВМРО ДПМН го лоцираше проблемот уште на почеток со тендерот за надзор. Не случајно бевме толку загрижени, толку директни и толку концизни и конкретни по однос на тој проблематичен тендер. Зборевте веќе неколку пати, нема да навлегувам сега дали тој тендер бил направен по мерка за некој да го добие или не, ниту за лиценците ќе кажувам, ниту за менувањето на условите и така натаму. Ќе нафрлам еден дел кој што многу малку за жал доби одек во јавност и во сите оние дебатни емисии што беше направено. Тоа беа десетина фрази во кои што покрај сите други работи тие требаше, пазете, да направат и консултантски услуги во насока на карактеристиките на договорот. Практично со договорот за надзор нив им се даде можност, односно улога да преговараат за условите на договорот. Владата само го подпиша, пазете. И не случајно е тоа. Бејќи истиот тој договор сега се крие. Еве, кој го има договорот? Не ќе никој. Да, треба да гласате. Како ќе гласате без договор? Ќе дојде некој министер овдека на ова столче, овдека ќе го прашате, вие министер, што преговаравте таму? Зошто подпишавте? Он ќе рече не знам. Зошто биќе некој друг преговарал? Он само го подпишал. Една од причините. Сега, кого пуштеме ние да преговара? Така, со фирма за долна облека што предава. Да се разбереме. Бехтел и ЕНК не е хуманитарна организација, ниту црвен, ниту нешто. Значи, тие не се дојдени овде да вие, пошто ја видовме вашата инфраструктура е очајна, тие се сериозна мултинационална компанија со огромно искуство, со цели дивизии правни што ги имаат, со експерти кои што ние не можеме ни ги замислиме што све позади нив имаат во сивито. Но и со прилично контроверзна репутација во регионот. Тоа со репутација која што произлегува серија на искуства, проекти имплементирани, завршени во регионот, кој што во регион кој што исто така не може да се пофали со некои капацитети на институциите. И сега целокупното тоа стекнато искуство, пренесено искуство, што се наоѓа не само во делот на изведбата, него и во подготвителните работи, во подпишувањето на договорите на администрациите, ние ги соочивме со продавач на долна облека, кој што беше померак на Артан Груби и на Ковачевски. Добре, ма не е дека тие не знаеле. Сега да не ги амнестираме ЕНК. Не. Сакам да кажам дека тие работат за профит. И тие ако налетаат на некој што е неспособен, искорумпиран и криминогенен. Точно. Нема да испуштам и ја да сум на некој место, нема да испуштам можност да се направам договор по моја мерка. Некој спомна вака, можда несериозно, ама вика тоа е како бракот, нели? Институција помеѓу две страни што имаат интерес, едната страна е секогаш во право, а другата страна е мажот. Така. Сега ние имаме таква ситуација. Сега имаме ситуација во која што имаме договор од 400 страни, што го направиле, пазете, нашите фантастични преговарачи за 2 недели, кои што не знаеме детали што све има. И не знаеме кој преговарал?
Од Артан Груби има експертиза за право? Зато и реков, видите го договорот од тендерот, ќе видите за надзор, ќе видите колку таму има нелогичности. А кај што завршува логика, таму почнува секогаш интересот, нели? Мислата ми беше следна. Значи имаме ние договор од кој што излегува неколку страници во јавноста и кој што сега имаме згрозеност, вџашеност, како да кажеме, што све би можело да видиме како последици. И дел од тие последици веќе сега ќе се преведираат со 9, не едно, не две, 9 законски решенија. Стигаме до работничките права, денеска се отвора и минерални суровини и таму имаме амандмани. И во такви услови, во тој подпишан договор, не можеме да бегаме од реалноста. Тоа е факт. Да не забораваме дека ради оваа неспособна Добре, договор може да се подпише, договор може да се отпише. Точно е, може да се раскине. Да. И ако веќе го раскинуваме, треба да си ги прашаме романците како искуство има со раскинување. Да. И исто така можеме знаеш кој им помогна на романците? На романците раскинувањето некако коинцидираше со процесот на нивно влез во Европската унија. Да, дел од преговори, услови и така натаму и меѓу другото тука и самите институции се стекнаа со поголем капацитет, но и добија помош од Европската унија. Да, но сепак штетите што ги исплатија беа страшни. Не, јасно, меѓутоа и покрај тоа добија со раскинувањето, не изгубија. Уштетите се огромни. Точно. Јас ќе ве повикам, видите во извештајот на ДЗР, например, Државниот завод за ревизија, колку имаме исплатено камати за неискористени кредити. Близу 60 милиона евра. 20 милиони евра сега ќе исплатиме за неизграден клинички центар. Разбирате? Точно. Колку школи, колку градинки, колку болници веќе не лежат таму неискористени. Колку патишта не направени. Значи, ние не сме држава која што може да се дозволи да експериментира. Држава која што е богата. Држава која што е развојна. Ништо не сме. Да, тоа не кажи ми сега каде, значи ти си сега во кои комисии? Јас сум во финансирање и буџет, економија и европски прашања. Денесна економија е за минерални суровини. Добро. Најнапред да прокоментирам и за работливе односи. И сега тие таму си подпишале нешто што, пазете, дури беа трски вчера легува со демант. Не било тоа така. Како било? Извадете го договорот да го видиме. Така. Прво тоа не го направија. Второ, произлегуваат пенали. 53 милиона, мислам дека беше еднократно, 900.000 евра месечно и плюс уште милиони 260, ако не ги сведиме 40 на 60 часа, ако не ги направиме луѓе робови да работат и не им направиме услови за кои што они успеале да наметнат на нема, еве види го член 32 од уставот, тоа е спротивно. Како може некој да подпише договор спротивен на член 32 од уставот? Ама вие знаете многу подобро дека ако некој свесно отиде против одредба што било укинета на уставен суд, тоа е директна одговорност. Да, ма не е само тоа, еве, точно, прво има... А чекај, со законот за работни односи, промените, што се предвидува со законските измени? Првенство уставно случај го спомна. Токму таа одредба со 60 часа е укината. И сега они повторно го прават. А чекај. Значи, они велат дека вие како ВМРО ДПМН, значи тоа е тврдењето на овие, што идат кај Енвер Хоџа на гроб, додека се намалува работната недела од 60 часа, велат дека вие всушност Лјупчо, не е левица тема е СДС и Дуи и Артан Груби. Е добро да јас сум со тебе ководител, така што тема не е левица. Во оваа емисија тема е лицемерието. Ама кој е лицемерие? Они се дел од опозицијниот блок. Извини, се борат. Значи, партија која се бори за работнички права, во исто време наместо да гласа против кршење намалувањето на работната недела, да се бори против намалувањето на работната недела и дека Енвер Хоџа на гроб. Тоа е политичка партија. Тоа е злото кое СДСМ сака да ни го вметне како кукавичко јајце, со кое заедно гласа дубови, со кое заедно даат тели квадрати. Не е така. Граѓаните на Македонија нив ги гледаат како опозиција. Потоа се поклони на Енвер Хоџа, се поклони на СДСМ.
Граѓаните така Тоа не е гледаат. вистина. Затоа Граѓаните напомнав, не гледаат. Тоа ти така не викаш. Јас Што мислат викам, граѓаните ги скажат на избори. И ке кажат и многу кажат, гласно ке ке кажат кажат. точно. Затоа спомнам дека е после А ти ако сакаш да бидеш апологетичен кон овие политики, те молам најди друг медиум за таа работа. И ке бидам, реакцијата значи ја требаше тука биде сум, оштра и знаеш. директна додека се склучи договорот. Сега е склучен. Сега тој произведува правни последици. Овие пенали што ги напомнавме, ќе бидеме во ситуација милиони евра да исплати државата на уште не отпочната градба. Замислите што све друго се крие внатре во договорот. Еве најпрости работи, например. Или ако земеме искуства што биле во околината. Таму ќе се обврзи, например, да во рок од 10 дена коридорот што треба да биде покрај самиот автопат да биде исчистен од стебла. Така. Ние, нашата ефикасност институциите ја знаеме. Нема да биде за 10 дена, секој ден ќе биде нов пенал. Така и со работниците. Ме разбирате? Има таму замки тек што ќе дојдат како последици се исплаќаат. Да се отстранува, да се изчистува. И доколку се блокира се ова, ние Пенали ќе си доаѓаат. ќе си плаќаме како држава. Затоа ние настапивме со суштински амандмани. Амандмани кои што може навистина да превенираат Добро, и да го направат кажи ми, ти си поквалитетно. раководел јавна институција. Сега кога ти приоѓал некој, предпоставам, кога ти приоѓал некој го преговори со вакви барања, предпоставам дека на лице место биле прекинувани преговори. Апсолутно. Па како би? Апсолутно. Значи, ова ми е, еве, член 32 вели, од овие, нека, секој има право на работа, слободно избор на вработување, заштита при работењето и материјално обезбедено за време на привремена невработеност. Секој под еднакви услови му е достапно секое работно место. Секој работен има право на соодветна заработувачка, секој работен има право на платен, дневен, неделен и годишен одмор. И вели, од овие права вработените не може да се откажат. Така е. Значи, ова намерно е направено затоа што послаб секогаш е работникот. Така? Тие се одредби законски со кој што го штити работникот. Нели? Сега ние апсолутно директно идеме на штетата на не е случајно напишано. Ама нормално Значи, не е имало случајно. ситуации, примери каде што работникот своеволно се откажал да биде притисок, на пример. Неработничката Така. класа се бори за ова со 200 години и поише. И се изборила. И стокму затоа и уставот. Наш има ова е социјална стекнато димензија, право, така. така што треба се. Ова е стекнато право со генерацијска борба, така. Но видите, пристапот на СДС е таков. И на ДУИ. Па чекај бе, СДС бе се викаат социјалдемократска партија. Катастрофа. Социјалдемократско подразбира ова дека Еве, направете една мала компаративна Бог да анализа. Видите договорот со Бугарија што ги имавме, видите ги сите овие скандали што ги имавте и споредете го со ова што сега се случува со договорот со Бекселенка. Секаде истиот пристап. Они ниту ќе викнат некој преходно да учествува заедно во преговорите, ниту ќе прашаат што да се направи за мислење и сугестија, ниту ќе ги вклучат во самиот процес било која друга страна, ќе истрчат за кратко време, ќе потпишат, ќе направат бењата. И понатаму кој ќе почнат да произлегуваат последици, тогаш ќе повикуваат. И добро, како Сега изгледа? да видиме Добро, што е. се значи кој еден закон го повлекува, така? Го повлекува за културно на наоѓалиштата, доколку се нарета на наоѓалиште, но и тука е спорно како тоа ќе иде имплементацијата, но во ред, тоа го повлекува. Второ, сега што денес ќе биде со минералните суровини. Не бараат лиценца. Вели, изведувачот ќе може да се копа практично каде сака. Како е тоа можно кажам? Не барат лиценца. И сега објаснете ми мене. Јас ќе ги повикам колегите денес од СДС. Имавме една жолчна, па дури би рекол и квалитетна дискусија која претходно беше за минерални суровини. Тука беше животна средина во прашање огромна, знаете, со нешти корита, да не ви објаснам се, да не одземаме време. Имавме ние соработка континуирана и се уште имаме и ќе имаме и понатамо со невладините, имаше целна коалиција, соодва коалицијата конкретно тогаш што реагиравме, имавме со нив и амандмани и во буџетот, вклучителните расправата со минералните суровини, беа земени од предвид, па се расправи. Сега сето тоа се погасува. Земете целата генеза. Како дојдовме до закон за минерални суровини? Зошто имаше потреба таа лиценца? Што све треба да се направи како процедура, како проверка од аспект на државата, од институциите, да се обезбедиме дека Па добро де на Македонија, на сите нас се минералните суровини. Апсолутно, тоа е благо, кој што тоа е. Точно. И одеднаш, велите вие не треба на лиценца на ништо, тој може слободно да си копа. Каде што ќе најде? Тоа е едната работа. И сакате да слушате една луда работа. Ајде.
Вие што сакате да слушате една луда работа. Ја луди работи, Ќе може обожавам да слушам. Согласно договорот што го склучија, ќе може да се купаат, односно да експлоатира. Затоа ти се допадна ова дењава на Енвер Хоџа, зашто е луда работа. За еве ке се согласиме со тебе, да? Еве, не, ке ти кажам. Еве, значи тука согласуваме дека левица има една серија глупости, ова е една огромна глупост. Кидат на гроб на Енвер Хоџа, Бог да чува. Се наместо да тераат други примери, левица има толку работи од сосед. Не, види, затоа види, секоја личност е комплексна. Енвер има и своји придобивки. Значи македонците таму се здобиле со право на образование благодарение на Енвер. Немај тука. Гледај што ни прават од држава, како Енвер Хоџа се. А иначе слушај, не, сакам да ти кажам, сакам да ти го викнеме тука заедно вака да не научи таа песна Али Ахмети за Енвер Хоџа, па може да ги научиш после. Се марксисти ленинисти. Се зезам, извини, види. Извини, тоа е утро и понекогаш мораме малку да сме нели. Јас мене ме чека денеска расправата за минерални суровини. Ти си концентриран, да. Сум шокиран, навистина. Па како да не си шокиран се си го работил? Одиме со луда работа на Радио Лидер. Тие ќе можат да експлоатираат минерални суровини без лиценца, без ништо, 6 месеци по завршетокот на изградбата на автопат. Како? Чекај сега, најде мермер, они ќе си го земаат за нив, така? Благородните метали мислам дека не се таму фатени, но 6 месеци по изведбата, по завршетокот на ова. Кажете ми една логика што можеме насочи зошто тоа би било и барано и подпишано. Пазете, не им се бара што ќе прават со нив. Нели прават во Србија пат. Така, може да се ги извезува, може дистрибуција се прави. А нели ослободени се од сите давачки? Меѓу другото и од извозни давачки, така? Тоа ќе дојде понатаму, има нели царини, акцизи, возила, све ќе биде уфатено. Јас навистина бев шокиран кога го прочитав. Не знам што да кажам. Не знам соодветен збор да се најде, да се оправда тако нешто. Многу ме интересира што ќе ни укажат колегите. 6 месеци од кои ќе заврши, ќе може продолжат да си ги експлоатираат. Не, малце ми е... Еве, ја го искористив луда работа, друг збор не може. Добро, како го бранат колегите беше? Не го бранат. Како не го бранат? Они си имаат нова тактика. А сега чекаат вие да завршите. Веќе наназад со месеци, често ги прозиваме од говорницата, луѓе влезете во дискусија. Да видиме и вашиот став. Што ќе кажете во одбрана на серија на работи кои што се појавуваат во собранието? Си ќутат. Најчесто, за разлика од претходно, сега беа половинката, сега најголемиот дел се веќе со наведените глави. И што ќе кажат? Што ќе кажат ако до вчера велеа доаѓа со мајчки недела неработен ден, да сега преку ноќ од седо тоа да се откажат, да го погазат и да направат услови 10 пати полоши. Што ќе направат кога кажа еве и ние заложници за живота не е лошо тебе да ти да чистеа, ќе се работува со другите за сега да направи ваков салто. Не, ова е вон секоја здрава памет. Ја дури имам ја знам од прилика што им е целата работа, они мислат дека на овој начин со ова ќе добијат некаква американска поддршка пред следните избори. И дека ова не знам нешто прави, меѓутоа вака се замислам насловна страна на New York Times. Дека наша компанија, американска компанија, принудува една земја членка на НАТО да смени работа на недела во 60 часа. Друго ме интересира. Кога ќе пукне брука во Америка. Во однос на ова, една од главните тези кои сега ја ги слушам, ние тука сме ова е како да кажам Vox Populi или гласот на народот или така да, но доаѓа Vox Dei, гласот на Бога. Јас тоа е поговорката. Значи ние сме Vox Populi, јас сум Vox Dei. Се шегувам нормално. Ние отворено зборуваме за работите. Отворено во јавноста во Македонија се зборува Америка ова го поддржува, ова е проект на Америка и дека Ковачевски всушност ова со ова што го прави му доволува на американците. Затоа што фирмата била америчка. Не можеме така да парафразираме. Сега ја ви кажам што збори Јас не го гледам чаршијата. Тоа така. Видите, дали беше потребен нужен проектов, потребен е. Добро, никој не спори тоа дека треба во Македонија да се заокружи автопатната мрежа. И тие малку проекти што се готови веќе не се обврзани ни проекти да има. Ќе го спомнеме тоа малку подоцна. И тие неколку готови што се, тие се останати од времето на ВМРО да помре. Добро знаеме за тоа, да. Дали можеш и на друг начин се разбира дека можеш. Јас ако бидам прашан,
најубаво би било во транспарентна постапка за јавна набавка со сите процедури, со максимална конкуренција и така натаму. Кој ден била причината? Фактографијата е таа. Ние се соочуваме сега со ваква многу тешка ситуација во која што мораме да имаме сериозен, одговорен пристап. Ако се они веќе докажа како неодговорни, барем ние да имаме максимално одговорен пристап. Барем да знаат и нашите партнери од меѓународната заедница дека овие си одат за кратко време, но ќе додат некои луѓе кои што размислуваат и се грижат за државата. Затоа го имавме пристапот со суштински амандмани кои што реално ќе доколку бидат прифатени, се надевам со доволно голем притисок од јавноста, со поддршка од медиумите, со вас луѓе кои што на пример знаат, се запознаени да работите, најверојатно ќе се надевам ќе успееме да направиме доволно голем притисок, да малку се вразумат, па и да ретерираат во некои сегменти и да ги прифатат нашите амандмани. Колку, пазете, уште еднаш ќе кажам, тоа нема ги реши проблемите. Ние дискутираме за 2 или 3 странички што излегува од договорот и 9 закони кои што се пред нас. Кои што треба ги дискутираме без договор. Значи, од расположивите средства што ги имаме, можности за делување. Чека, ова не е кршење на процедурата, како председател на собрание не ви доставил вас, не ви го доставил договор? Не е доставен. Ето како ќе гласате бе Тони? Секој три го прават. Не е предлагач на закониве владата, доаѓа од партнерите. Без разлика. Ама без разлика се тие не се менуваат заради не знам заради Ете, нив им се сонило и донесе 9 закони кои што се директно во корелација со договорот кој што произведува правни чека, не треба по закон тој договор да се објави? Би требало, она што мене вака од нога ми текнува дека би може да се повикаме на закон за достап до информација. Не, ама не. Било кој Види, ние такви, пошто не знам до ден денес за многу од компаниите што се продадоа, вчера што изборевме со Ивица, до ден денес договорите не се објавени нигде. Значи не може државата да влезе во еден ваков. Прво, лек специјалис е. Ама што ако е лек специјалис? Значи видете се, да стануваше збор за набавка на оружје, опрема за прислушкување, некои што се државни тајни, да. Тие договори не треба да се објавуваат. Ама договор за пат изградба да не Прво, имам проблем сериозен со транспарентноста. Апсолутно, и ова вчера имавме навистина долга дискусија, се обидов и со колегите се обидовме да од сите аспекти ја офатиме тематиката, вклучително и ова што го рековте. Колегата Милошовски имаше многу убаво излагање кај што се повикал тие се членови на Комисијата за безбедност и вели ние имаме сертификати кај што можеме да гледаме доверни информации. Доколку сметате дека е толку доверни договорот, барем на тие со сертификатите, дајте ни ги да го разделаме. Очигледно, нивната намера не е да го презентираат. Излегува со демант, не покажуваат, не кажуваат, не сте во право, вака е договорот, не покажуваат ништо. И така ќе остане тоа до крајот. Немаат намера да го покажат. Ако од ова од 3 странички гледаме какви катастрофални последици можеме да имаме, замислете што има во старатите 397. Да, апсолутно. Каде што имате Кашо добро ќе се менуваат закони. Така е, договорна страна, се повторно ќе кажат, нема да мислиш дека нема да се менуваат. Ова се срамотилец. Ова е срамотилец. Ова како ти кажа, па банана држава во Централна Америка веќе не е вака. Не е веќе за државата. Имаме прашање, станува збор за неодговорна и неспособна власт, за која што очигледно личните или партиските интереси се неколку степени пред јавниот интерес, интересот на граѓаните, за жал. И не е ни чудо што во извештаите се срамиме со секој нов извештај на Transparency или било кој друг што е со корупцијата, што толку високо котираме. Но пазете, има тука уште еден момент. Се ова што го велиме, веќе барем нема да дискутираме ниту за договори со Бугарија, ниту со евроинтегративни процеси, бејќи со подпишувањето на договорот, на начинот како што го направија, начинот како што ја водат постапкава и како што се однесуваат во јавноста, нас ќе ни стават еден огромен икс. Веќе за евроинтегративен процес не можеме да дискутираме. Јас се плашам, бејќи па и меѓународната заедница не е многу гласна по однос на тековниве случувања, се плашам да го видам следниот извештај од Европската унија. На неки ги верувам дека половина ќе биде. Вие го разгледавте сега последно за 2020 така собрание. Така е, после 2 години тоа патриот кажа. Кој беше? Значи ќе разговараме 2025 за ова. Кој ни беше гост? Стојковиќ ми кажа дека за 2021. 2020 да го рекол. И викам
И тогаш барем да беше, ако го правиме после 2 години, во ред, еве, не навлегуваме зошто го ставиле после, иако сите добро знаеме. Барем во самото излагање да се вклучија колеги и да кажа, еве, 2 години поминало тоаш, овие забелешки овде што стојат од Европската Унија, ова и ова, веќе ги надминавме ние минатата година, ова и ова се во тек, а за овие 3 дни треба да се секирате, веќе имаме ново решение, кај што ништо нема тоа. Ситуацијата не е многу полоша од констатираната во 2020. Не се движиме на напред. Со оваа власт се движиме само на нас. Дали сметате дека доколку обидите да се блокираат овие закони за Бехтел и ЕНК, всушност им прават услуги на Бехтел и ЕНК, затоа што тие ќе си земат кеш без да градат ништо? Значи, фактичката состојба е таа. Треба да бидеме крајно внимателни, многу трезен рационален пристап да имаме кон целата оваа работа и да бидеме крајно одговорни. Бидејќи треба да се мисли што ќе биде понатаму. Може би некој, ако смета... Тони, во Чаршијата едно време зборуваа дека па ВМРО го има дозволено, меѓутоа, во едно интервју лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мискалски вели дека дури и за претходниот закон ВМРО не гласале. Така е? Да. Ајде да го потврдиме ова. Немавме гласано. Затоа што сите зборуваа дека наводно ВМРО застанал за ова кога се гласал претходниот закон. Не. Тој што беше за стратешко, не знам што. Нема. Нема гласано. ВМРО ДПМН ниту еден пратеник не гласаше за тој закон. Добро. Може да се провери. Секогаш. Во собранието се ги има сите тие работи. Побарам полиција. Не, јасно ми е, меѓутоа чисто да еве таа магла што ја шират некои. Ако доколку ВМРО имаше гласано тогаш за тој закон, дека до сега немаше билборди, има со скрининзи од гласањето. Не, ќе имаше така. Не. Добро, значи тоа да го чисто да го расчистиме. Чисто да го расчистиме. Одиме понатаму со Јарески ќе гласате вие за уставни измени? Пошто еве пратеници Чека само кога сме кај крадењето, Лјупчо, молим те. Како ќе реагира Душица, еве ти да отидеш дома и да кажеш вака, еве Тони и Ивица ми дужа 14.000 евра, ја вака галантно им ги простив. Фина жена, она ќе ми рече па и гревате се шо. Сигурен си? Да, генерално ние така функционираме. Ние така не функционираме, ја дома не да можеме да се појам, ја да речем такво нешто. Не, бе, мене ќе ми рече, ајде здрави и живи. Еве така. Јас за таа цел живот на сите им попуштам. Значи управниот одбор на МЕПСО потпишал долг од 14 милиони евра на 4. За ова ќе ми избрак, ќе ми рече си крадел ти таму. Доколку ја бев на местото на Зиков, ако новинари имам, нели, како се вика тоа, кариерни предиспозиции да го завземам тоа место. Значи вика членовите на управниот одбор на 16 милиони не знае да кажат кај се. Членовите на управниот одбор на МЕПСО Ева Шуклева и Борко Алексовски кои се сменети, како и Билен Саѓиги, Лјупчо Зиков, Сашо Стефановски и Гоце Талевски отпишале 14 милиони евра на приватни трговски со струја кон државната компанија. Галантно бе вака. Не мислам и дека знам кои се тие. Дали си го чул, дали како беше оној српскиот израз од наше време? Кај е гров био циција. Затоа сега ќе ти кажам што е целата работа. Значи вака Ивица. Вака се. Бавина бе. Во трговија со електрична енергија, во пазар со електрична енергија. Има една категорија што се вика баланс. Значи ти од денес како компанија праќаш до МЕПСО колку струја имаш ти закупено, нели? И после таа се продава, следниот ден се троши. И така и е. Што е работа? Они немале закупено, почна енергетска криза, отиде на светските берзи струјата нагоре и всушност тие повлекуваа струја од мрежа. Струјата од мрежа е всушност струја од европската мрежа. Значи не е крадење, значи тоа си има метод за плаќање. Значи ти како фирма немаш струја, а имаш на некому ја продаваш. По автоматизам, слушај се, струјата се повлекува од мрежата, од европската мрежа. Европската мрежа на МЕПСО наше му фактурира дневниот просек на цена помножено со 1,9 или 1,5, мислам, значи пенали, затоа што си продавал струја која не си ја имал, и МЕПСО после ти фактурира тебе да платиш. Затоа што си продавал струја што ја немаш. И сега МЕПСО ствари им ги простува овие долгови. Им ја простува струјата која ја продавале, а ја немале. И тука пред се говориме за овие мали, нели, предпријатија, Евана никогаш не влегло во дебаланс, они секогаш си имаат договор, нели, со државата, си откупуваат од ЕСМ електрична енергија, но ова важи да речеме за фирмата на синот на
Муса Джафери. Ова важи за можеби, сега не може да ги знам. Треба да ги најдам Фирми од типот, сакаш од типот, да. Фирма од типот на она што беше на Кочо Енгюшев, што се продаде на Грциве. Синот на Заев, нели имаше таква фирма? Фирма од Са не велиме дека се тие, меѓутоа сакаш да кажеш тој тип на... Тоа се оние мали снабдувачи со електрична енергија. Ако се сеќавате, тогаш беше тоа актуелно и со онаа нивна интересна комуникација што има на тротоарите на Дебармало. Баш по тој. Ама ќе се согласиш дека галантно е вака, нели? Не, за ова се оди во затвор, затоа што ова се пари кои некој си ги наплатил. Што се случува? Таа фирма можеве радиово се пример. Хипотетички, ова радио се снабдува со струја од фирмата на синот на Зоран Заев. И он ни продал струја која нема, ние сме му платиле сметки, он не платил после кон државата, државата му го отпишала долгот. И за милиони време. Ама не види, како да кажем. Тоа се случило. Значи, да им демонстрираме на слушателите што се случило. Вака функционира тоа во пазарот на електрична енергија. Нема да открием од каде ги знам овие работи. Не е битно и не требаше да направат на криштата. Да. И ова ни се случува во сите сегменти од државата. И затоа напомнав преска. Нам ни се случува разградување на државата, на системот. Едно ерозија на вредности, на капацитети на институциите, на начинот на функционирање, ефикасноста е никаква, бидејќи едноставно тоа се пресликува од врвот. Ако ви имате таков ноншалантен, неодговорен однос. Добро, Јаревски, зашто па на крајот од денот вас од ВМРО ДПМН да ви веруваме дека вие ќе ги средите работите? Бидејќи... Зошто? Мене тоа ме интересира, Јас отидов, буквално сите ги направив пемпеле денес, дури Ивица ми се наљути, после ќе треба да частам чорба за да не ми се љути. Не бе, кој ќе ти се наљутам, тоа е нормална дискусија. Дури треба да частам и чорба после. И еве, јас сите ги, зашо бе и вас да ве штедиме? Што вие ќе направите различно од сите овие кои ги наведовме денес? Ние не бараме никогаш да не штедат. Најчесто сум... Не сте биле ни многу штедени. Ви вадеа разговори свежи. Она што баравме е само можност да се докажеме. Неколку поенти би уфрил. Ако нешто е познато во ВМРО ДПМН, тоа е по тоа што ако доколку го вети, ќе го исполни. Втора работа, не сте ние совршени, ВМРО е организација со долгогодишна традиција. Од кај рачунате вие? Од основањето е на партијата рачуна, затоа што е модерен лик. Меѓутоа се повикува на традиција што е постара, што иде до 1893. Не знам таму, јас таму вика дека Христијан Мицкоски е 9-ти лидер на ВМРО. Абе добро се, ама зборуваме како демократска партија се основани. Се рачуна. Поентата ми беше дека ние се доволно големи и тоа е можеби основната разлика помеѓу нас и СДСМ, што за разлика од нив ние не само што кажуваме, туку и слушаме. Знаеме да си ги согледаме грешките, знаеме да ги се слушаме предлозите, знаеме како да ги имплементираме забелешките, корекциите што се укажуваат и од јавноста и од народот. И доволно сме големи да кажеме дека покрај сите работи што можеме на нашето конто како позитивни, како успеси, како реализирани проекти да укажеме, можеме да бидеме доволно големи, па и на локално, па и на централно ниво да укажеме дека некои моменти или грешки никогаш нема да ги повториме. Ние се трудиме во тоа што ако нешто не е добро да го направиме подобро, а нешто ако се утврди дека е лошо, како да го истото го надминеме. Вториот момент што го укажал, исто како што побаравме можност да се докажеме и секој што така било и секој што деле со отчетност. Можност, отчетност. На крајот да имаме да сублимираме и да направиме компарација што било кажано, што било реализирано. Без оглед дали сте некаде во опозиција или во позиција. Ние имавме довербата од граѓаните на сериозен број на градоначалници, нешто што се гордееме сите. Со Стефче Кјовски се гордеете ли? Ќе стигнеме и до таму. Зборевме на почетокот, пак ќе покажам, но се гордам што станавме доследни на нашите заложби, принципи, конзистентни и така ќе остане и понатаму. Но сите други градоначалници кај што веќе ја добивме апсолутно довербата како ВМРО ДПМН, немаме ниту една тамка, ниту една афера, ниту еден тендер, ниту еден скандал поврзан со нив. Но затоа имав еден прекрасен настан уште пред неколку месеци кај што рефериравме граѓаните на еден саем со стотици реализирани проекти, голем дел од нив реализирани уште пред рокот. Ама знаете, мене пак кога ќе ми кажеш, јас сакам да бидам многу реалистичен.
Мене кој ќе ми кажете стотици реализирани проекти у година дена, ја викам како стигнаа бе овие волку да напрати први 6 месеци, не можеш да се навикнеш што работиш на работното место, они 100 проекти реализирали. Со посветена работа и искрен пристап. Малце многу да не е. Да не претерувате со палење. 40 членици имаме, така. Стотици проекти не се многу. Но беше се мерливо. Излеговме со програмите, секој градоначалник посебно беше наведено од таа програма што е све реализирано. И јас се гордам со тоа. Навистина како успеа. Точно е тоа, не пошол светот од нас или од нив. Некои биле можеби во тек, некои биле планирани. Пазете, и ние им оставивме проекти еден куп на СДСМ. Зошто имаме реализација на капиталните инвестиции секоја година што ги гледаме по 12, 13, 14%, тоа е друга работа. За проектите што ги оставивме, видовме со чочекот на Демир Капија. Ова со Бехтел и Енка што го градат, како тргнале работите, веројатно во влада на ВМРО ДПМН ќе се заврши, ве молам, немој со тоа чучеците. Значи, не, се уште од сега да ви кажам. Немаме време за чучеците. Тие работи не. Значи, прво пред време на ВМРО да бажуше да се упристои. Што? Проектов. Што да се направи? Да се упристои проектов, да заличи на нешто. Да, тоа сака да каже да прифатиме нешто, да се вразумат малку, ако успееме малку повеќе, да се прифатат амандмани колку што е можно повеќе. Можеби на крајот е најпаметно ќе биде да се разгледа. Исто, и тоа треба да е во игра. Така, да барате хипотетички да се изјасниме за нешто што не го виделе. Она што го видовме, еве се трудиме на суштински начин како да ги подобриме работите, да излеземе како одговорни пред граѓаните и пред нас самите себе си. Бидејќи овој договор нема се рефлектира само на себе. Ама сега да кажеме, ме подсети Тони пред да почнеме Љупчо. Нели она што го зборев Јаков Милотовиќ што кажа како ќе се доградува автопатот во Црна Гора. Дека на сличен начин е проектот тука направен за пречистителната станица, кој што не знам ќе се подпише ли конечно. Го подпиша, падна во подпиша нивни муавети и клевети што ги направи една страшна грешка што ја изведува, и сега беа во ситуација. Значи во тој проект 3 закони, закон за јавни набавки наш македонски, потоа правила за набавки на Европска унија, правила за набавки на ЕБРД, правила за набавки на Европска инвестициона банка. Така. Дали нешто беше поништувано, видоизменувано за да се подпише договор? Ништо. Значи се беше, ама како да менува кој источувано било? Што го направи? Што беше? Баш така. Значи Перински, а нели он збореше рачиња медот, такви работи. А чекај, кога сме кај не имаме едно друго прашање. Вчера излегоа слики на СДК од она како се викаше салата во Расадник, која ја држи под концесија фирмата на Даниела Арсовска. Се вика Империјал Даниела фирмата. И ја има добиено под концесија, на каков начин, од кого, немам проверено, не можам да зборам, но ја има под концесија. Излегоа слики од внатре, салата е распадната целосно. Тоа е ужасно. Внатре дувло за наркоманија станато. Има змии, пацови и наркоманија внатре. Сега, прашањето ми, добра, ви од ВМРО ДПМН не видовте важена, што направила? Како ја кандидиравте? Пошто ја кога ги видов оние слики онде, кога видов како изгледа, тоа викам, ова сигурно се знаело од претходно дека е вака, не може толкава сала да не знаеме што се случува. Прво и најважно, заборавате кој беше претходникот десен. И каква состава ни остави со градот незиниот претходник. И што се случуваше со градот? Сакам да кажам дека имавме ситуација која што е драстично полоша од било што би можеле да споредиме во преходен период. Бидејќи споредуваме нели искуства. Преходно беше Коцен пред Шилегов, пред него Пенов можеме го земе и така натаму. Знаеме со Шилегов колку лошена ситуација го донесе градот. Тоа е првата работа. Втората работа. Можам паралели со Карпош да направиме. Ние си имаме концепт. Ние излегуваме советување со концепт на граѓаните. И граѓаните може да знаат со ВМРО ДПМН што ги очекува, како тоа ќе биде изведено, до кога ќе биде изведено, кои се нашите заложби, кои се нашите цели и кои се резултатите кои што во еден ден ќе треба да бидат мерливи и споредливи. Така да до аспектот на градоначалничката, ВМРО ДПМН застана зад концептот за модерно Скопје. Без оглед што односите се завладени со неа, ВМРО ДПМН не остапува од концептот за модерно Скопје. Нашите советници од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во градот на Скопје имат сериозно
сериозно, вака впечатлива иницијатива, активности во работата на Советот. Имате притисок? Со амандмани, преписки што велите вие, жолчни дискусии во насока, токму на она што го ветивме пред изборите, за кој што застанавме за концептот за модерно Скопје, сега да се изненат соодветни начини и сте да така градоначалника да ги реализира. Имате притисоци за уставни измени? Не знам што ќе дефинирате како притисок. Ниту чувствувам дека го имам, ниту пак ќе дозволам да почувствувам да имам притисок. Знам за што се заложуваме. За вас може би притисок е закана. За Панчо Минов као некорумпиран политичар Ивица, за него е притисок 1 милион евра и да можива да се справува со притисок. Јас сум уверен дека ниту јас бев крајно експлицитен во однос на излагањето, по однос на договорот и одговорницата, тука нема дилеми, но исто така сум уверен и во цврстината на заложбите и верувањата на колегите од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. И јас верувам дека ниту еден од нив нема да се дозволи да ги стави под прашање што им е поважно, дали се националните интереси за чување на она што е македонско или пак било какви оние бреди толкувања што ги имаме од страна на власта во однос на потребите за промена на уставот. Вака да го срочам, ако дозволите. Добро, меѓутоа, значи она што кажуваме дека не очекуваш дека ќе има било какво поместување. Не. Мислам дека ќе останеме цврсти на нашите принципи. Како и за се останато. Видите? Левица, велат дека требало да не ја поддржуваш левица нашите слушатели за да бидеме совршен пар. Не, ние уживаме почитувани слушатели во демократија. Плурализмот на мисли. Да, ние не го споделуваме Енвер Ходжа, ние сакаме демократија. Не, ама не види. Не, види, ова не може никој да го оправда со Енвер Ходжа, факт. Не може. Значи ја имав една теза, јас знаеш дека... Не, само знаеш што ми е... Тони су многу голем анти она панихиди, гробови, Тодор Александров, облакање у комити која го правите вие, нели, од вашата политичка општина. Со вас, тоа е сега традиција. И јас постојано гледај бе, викам, гледај ги шо прават држава, што се соочува они као комити се облакаат. И сега левица успее да направи нешто уште поголемо во мои очи. Не, како рече ке Сталин се да отиде тој што на... Не, готово што Сталин е мала беба за уцелава работа. Значи нема ни потреба исто како да... Не, ама знаеш што, не сакам тоа, знаеш, кога кажеш, претешко кога кажеш забрана. Демократски нека си се... Јас сум уверен. Луѓе овде помнат, Лјупчо. Да. Значи, меѓу другото, пази се имаме искуство, шпанската демократизација започна кога и премиеров од Франко ја призна Комунистичка партија на Италија, за да може да се придвижат заедно. Мене ми е... Ти текно, и тогаш имаше дебати да се забранела ВМРО, не знам како. А забраната до што доведе, таа партија до ден денес е стожена партија во Македонија. Стожерот и на државата. Обично левица е политичка партија, пак, сега ја да облажам реторика, нели, која повеќе по социјалните мрежи не се промовира. Вчера на објава дека отишле кај Енвер Ходжа, значи има преку 400 коментари. Обично имаат позитивни коментари, ке каже нешто, па си па доле, така е брат, ту направим ова, но вчера сите им викаат шо ви е на вас. Приберете си. Или ние ки прачаме, знаеш, нека се... И ги читам коментарите, вика молам, вика да не информирате кога ќе се поклоните, вика кај Чаушеску, Живков, кај Пиноче, вика. Нема да отидат кај Јосип Брз Тито, никој збор нема да каже. Па отидоа и никој не каже. Па нормално. Кај Гоце Делчев не во стража отидо таму под дрвото. Дури да речеме ке Лазар Колишевски ќе биде контроверзно, меѓутоа не, се Лазар се дел од македонската историја. Дел од меѓутоа види како ти кажам, сега искрено, но ке Пол Пот вика, само тоа е пострашно, вика ке Пол Пот да отидат. Неговите не одат на тој гроб веќе. Не знам ни дали има гроб Пол Пот. Па не, почина или кога беше во џунглата, кога беше тоа 90-те, ети живи бевме. Да, сам себе убијал, вика. Овако, ма дека е глупост е факт е и затоа и неколку пати ги меѓу другото ова е дел и на политичка нездравост, да се разбереме тоа. Затоа е тешко толку да обстоите да бидете принципилни и конзистентни. Така е. Затоа е тежината на искажаниот збор, вклучително и на оваа емисија денес, бидејќи некој сигурно, доколку сте одговорни и сериозни, дека доколку сакаме да водиме држава, некој за 5 или 10 години ќе се повика на ова што е кажано. И треба да внимаваме и што правиме и како настапуваме.
Таму Не, еве ти си долгогодишен член на ВМРО ДПМН, ти можеш да посведочиш дека одот на партијата до партија која што е може да ја води Македонија, која што луѓето прифаќаат да ја води Македонија, бараше радикални промени, расчистување со детски болести, прележување на паници и така натаму, така. Ова е несериозно. Значи, нема поголема... Има само еден одбранбен коментар кај нив на Facebook за ова со Енвер Ходжи, тој вика дали во времето на Енвер Ходжи имало мафија, корупција, криминал, трговија со наркотици и органи? Дали младите масовно се иселувале во странство да им робуваат на западните демократи и буржуазии? Не се иселувале во странство, затоа што била државата. Не, ама слушај, ти си помал не памтиш, значи до 81 година, додека не почна во Југославија проблемите околу Косово. Значи Косово по силот све, значи образовно, културно, како сакаш, беше центарот на албанската мисла, на албанската политика во целиот регион. И не само тоа, еве, не знам кој ми кажуваше пред некој ден, Албанолошкиот институт од Приштина, продукција имал далеко поголема од Албанолошкиот институт од Тирана. Зборуваме за тие години, знаеш. Отиди денес ти во Косово, ќе ги видиш автопати направени во Југославија, отиди доле таму на југот од Албанија да видиш по какви патишта ќе возиш. Сега вишеш се оди на одмор, таму малку и посредена инфраструктурата се, до ден денес таму има очена инфраструктура. Иако види, контроверзен е. Во Албанија, еве, кој ќе прашат, зашто и таму има приватизации, чуда, една друга. 38% го поддржуваат. Тоа што сакам да ти кажам, контроверзно и таму. Меѓутоа, сега види, од партија која што се представи, значи види, како ти кажам, окей, се представи и го привлекува нашето внимание, ги гледаме, така? Меѓутоа, во моментот кога те гледаме, сега одеднашка чекаме да се представиш со програми, со идеи, а не со глупости. Не е коректно да губиме време други партии. Еве во две реченици ако може да укажам она што сметам дека е многу. И завршуваме со наша екипа која сепак воедно биде. Секој има право да се промовира, да настапува све, но исто така и секој е одговорен за своите постапки. Она што мене ми е важно да го укажам, што мислам дека не грешам, имајќи ја предвид сериозноста во која што ни се наоѓа државава, имајќи предвид предизвиците кои што се пред нас од аспект на последици што ќе ги остават во мира со СДСМ и ДУИ, односно ДУИ и СДСМ, сметам дека важно е да го пренесам и како став, а сметам дека и треба да го повторуваме понатаму, бидејќи уверен сум дека сум управо, дека секој опозиционен глас кој што нема да дојде на сметка на ВМРО, во насока да ни дадат доверба или можност да се справиме со овие предизвици, ќе биде изгубен. Значи секој опозиционен глас што не да дојде на ВМРО конто, ќе биде изгубен. Од X причини. Затоа и велам, ние ќе направиме, уверен сум, едно од најдобрите програми што до сега сте ги виделе. Уверен сум дека ќе бидат искористени сите капацитети. Уверен сум дека ќе бидат земени преди сите мислења за белешки, корекции, па и критики од страна на граѓаните. И уверен сум дека ВМРО ДПМН сега е предводено од раководство кое што ќе направи све и да стекне довербата и да ја оправда довербата во краток период. Не, и не само тоа, види, фокусот на опозицијска работа во моментов мора да е на овој договор, а не на шетање по гробишта. Мислам, тука немам дилеми, за тоа си во право. И токму затоа, знаеш, онака фокусот ми се допаѓа, еве, Тони, ова што кажуваш, дека твојата работа, деновиве, забележав вчера кога комунициравме да те поканиме во емисијава, дека тоа ти е во моментов тоа е така е, се друго е ставено на страна, затоа што има една работа која што може да се одрази на страотно за буџетот на Македонија. И за состојбите финансиска состојба, пошто уште не е ни дефинирана финансиската рамка. Ова ми се допаѓа како кажа. Сега, значи, една мултинационална компанија моќна со цел свој габарит влегува во приказна. Утре за утре кога треба да се коригираат состојбите, пак ќе се соочи со тој джин. Апсолутно. Значи, се пази, не овдека не си играме играчки на джамли на улица. Се соочиме со врзани раси и нозе ради подпишање на склучен договор. И ќе треба да се одврзуваат. Но тоа не значи дека нема да се спротивставиме и да се заложиме за граѓаните. Не, сега и тогаш. Не, види, дојдовме до ситуација да сме село без кучиња, да сме за подсметство на целиот свет. За жал.
И сега треба да кажеме, дечки, завршија сите овие работи. Мислам дека свесноста меѓу граѓаните е веќе на високо ниво. Најголем дел од забелешките се ете што чекате, што направите и така натаму. Значи ние во наследство не веруваме. Тоа е првата работа. Втората работа е дека се што е можно од аспект на легалистички пристап, од користење на деловнички можности, од аспект на правни механизми, ние ќе ги искористиме. Но сепак на крајот граѓаните се тие што ќе треба да одлучат дали ќе стават крај на ова или нема да стават. И тоа се прави на избори. Јаревски, ви благодарам за вашето гостување. Па да ви кажам искрено, дојде 9:30. Бајаги време истеравме, повеќе од 1 час. Ви благодарам и на поканата и на можноста да Не, го споделиме. ама те А ја очекувам. вака, следен пут, чим си ти вака отворен за левица. Следен пут Ивица, Не ја кој ќе отиде коментирав, на не. пат, ја веќе си имам гости. Значи... Не, меѓутоа види, само мора ти кажам, еве, морам да го пофалам, значи, Тони е еден од најзрелите пратеници и токму заради тоа забележуваш дека секогаш кога се случуваат вакви некои, ајде да ги наречам, размирици, дека тој гледа големата слика. Не е еден од оние кои што влегуваат во детски играчки, кои може Јас дека сум чул од еден наш заеднички пријател дека Тони е огромен познавач и на меѓународна политика. Да, точно е И- тоа. И токму затоа и во Комисијата за европски прашања сега. И чорбата ќе ја искористиме после за тие работи. Ви благодарам многу, почитувани слушатели, што бевте со нас и го гледавте ова шоу. Имавме и луди работи, имавме мала кавга, имавме се и се што ова утро. Се надевам дека Како што доликува на оваа како емисија. што доликува на оваа емисија, како што доликува на една демократска радиостанција. Малку претерав во еден момент кога кажав ја кажувам, не е така, не кажувам јас, све се носи тука заедно, но ужарот на дебатата се што може да се каже, а Не, сите ние сме ама- од крв и Да. месо и на крајот од денот не е ништо страшно некогаш меѓу себе Не, да и си друго се сакам да извини. кажам. Замислете Да. како изгледа планирањето на оваа емисија. Генерално планирањето на оваа емисија изгледа многу помалку тензично, почитувани слушатели, затоа што во Македонија има се помалку и помалку гости кои стануваат рано наутро. Тоа е главниот проблем на нашава емисија. Ние се соочуваме со главниот проблем на нашата емисија што во политиката има се повеќе мрзи што сакаат да си спијат дока 11, 12, да се избркаат прво некоја работа и така натаму, па потоа да дојдат во емисијата, за разлика нели од Запад, каде што утринските емисии сегде се политички. Нема западна држава во која што Така е. нема. А ние единствени од цела држава, ова мало радио, тука во индустријскиот дел на аеродром, се обидуваме нешто да направиме. Се надевам дека успеваме. Останете со 107,4. Читајте lider.mk и не заборавајте да ставите subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што тоа ни е сериозен ресурс во нашето работење.